Почнам од позади, она што го рековте дека има луѓе, господине Тунтев, што се чувствуваат вакви или такви, има луѓе што се чувствуваат и марсовци. Ама не може тоа да го наведат во личната карта и во документот за раѓање. Ние формално правно ќе го изгубиме она што се чувствува најголемиот дел од Република Македонија. Тие 1.200.000 граѓани кои што не ви дадоа поддршка и уште 100.000 луѓе кои што со притисок ги извадивте да ви гласаат на референдумот за бројка да дојдете до некој 37-8%. Прогласот, господине Тунтев, насно до македонскиот народ не е правен акт. Прогласот е известување, соопштение за тоа каква работа била завршена. И тоа го објаснував додека зборував. На крајот рековте дали може да важи закон ако не е објавен во службен весник. Со вас може се. Еве јас ве прашувам. Најдете ми го договорот, односно конечната спогодба за решавање на разликите од резолуцијата со Република Македонија и Република Грција во службен вестник. Ние го немаме тој документ, не е подпишан од председателот, а продолжуваме со процесите, постапките и понатаму. Така да со вас е можно се. И затоа сме ние исплашени и македонскиот народ изплашен. Затоа таа голема полиција ни е надвор и не чува нас. Ако донесуваме нешто добро и убаво, нема да е така.